Вчера градот Скопје одбележа 79 години од ослободувањето. Европската куќа или Europe House Скопје ја одбележа пак својата 4-та годишнина со спој на наследството и визијата за иднината, одржувајќи изложба и церемонија на доделување награди за конкурсот за архитектонски и урбанистички дизајн Скопје на новата генерација. На овој настан беше прикажан талентот на младите архитекти кои придонесуваат за урбаниот развој на Скопје. Токму за Скопје на новата генерација ќе зборуваме во следните минути со нашата денешна гостинка Марија Митевска-Стојчевска, дел од тимот на Europe House. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Морам да признам искрено дека уште кога го подготвувавте настанот и кога добивме известување, мејл за дека ќе се случува вакво нешто, ме заинтригира прво насловот Скопје на новата генерација. Многу ми е драго дека тоа ме заинтригирало. Едноставно тоа беше и суштината на она што сакаме да го направиме и она што сакаме да го постигнеме, затоа што ако земеме во целост, тоа е идејата на Europe House Скопје. Всушност на сите Europe House, затоа што претпоставувам дека дел од гледачите веќе знаат дека ние имаме повеќе Europe Houses, не сме само во Скопје, туку имаме Europe Houses на територијата на целата држава и главната идеја ни е токму тоа, ние да создадеме едно место на новата генерација, место кое што ќе биде место на иновативност, место на креативна енергија, на прогресивна мисла и навистина да им отстапиме простор на младите да имаат каде да ги споделат своите идеи, каде да ги реализираат своите проекти. И од таму тргнавме. Значи, ние секој роден ден гледаме така да го прославиме, меѓутоа, сакам да кажам да го прославиме со тоа што ќе им отстапиме место на младите, така е. Оваа година се решивме, многу логично би рекла, тоа да го направиме со нашите млади архитекти. Бидејќи тие се креаторите на Скопје на новата генерација. Точно така. Постојано велиме дека живееме во еден урбан хаос и овие генерации кои што доаѓаат сега ќе треба да се потрудат да ги поправат грешките наши, на нашите генерации. Интересно место за одржување на овој настан. Објектот на Централната пошта во Скопје, не случајно и зад нас е оваа фотографија, значи станува збор за еден најзначаен пример на бруталистичката уметност, кој што за жал со години пропаѓа. Точно. Зошто ја одбравте пошта? Вака. Прво би се надоврзала на она кое што го рековте да ги поправа тугите грешки. Мислам дека не им ставаме толкав товар на рамената да поправаат туги грешки или да се дрзнуваат да поправаат грешки. Туку мислам дека повеќе им даваме ветер во грб и им ги отвараме крилјата, сето тоа подкрепено да можат да го изразат и да ги изразат своите креативни мисли и своите знаења со тоа што ние ќе им отстапиме простор. Скопје на новата генерација, конкурсот значи Скопје на новата генерација, го размислувавме долго време, уште кога ги правевме оние годишни планирања за тоа што би работеле нели оваа 2023 година и таа се поклопи секако со 60 годишнината од Скопскиот земјотрес. И многу беше логично да направиме еден ваков конкурс кој што баш ќе му го посветиме на Скопје на новата генерација, а немаше пологично место од Скопската пошта, која што нели е символ на градот на едно ново Скопје, да кажам, постземјотресно Скопје. И токму затоа ја одбравме поштата. Секако, јас мислам дека и тоа е нашето мото, знаете, сакаме да бидеме камчето во патиката што ве боде, баш затоа ја одбравме пошта, затоа што сметаме дека треба да се оддаде навистина значение и треба да ги посветиме внимание и не треба само да ги префрламе топките и да ги префрламе проблемите, туку навистина да се фатиме во костец со проблемот, а како да почнеме ако не е со младите.
Јас сам овде ќе издвојам дел од тоа што евроамбасадорот Дейвид Гир го кажа вчера на доделувањето. Значи, денес стоиме овде во пошта, веројатно најзначајниот пример на бруталистичката уметност, естетика што го обликуваше постземјотресниот архитектонски идентитет на Скопје. Да се подсетиме на културното наследство што треба да се заштити и негува. Денес пошта се уште нема покрив и се поголем е ризикот повеќе да не се користи и да се распадне. Сепак, пошта, да ги употребиме зборовите на Сартер, не прифаќа пораз. Ниту ние. Решивме да го одбележиме 4-тиот роден ден на Europe House токму тука, на денот на ослободувањето на Скопје. Треба ли малку барем да се засрамиме од тоа што оставивме таков грандиозен објект така да ни пропаѓа? Веројатно сега како жител на Скопје би требало да зборувате, а не како представник на Europe House. Да, баш од таа позиција сакав сега да зборувам и да кажам дека мислам дека треба да го оставиме зад нас времето кога си ги вперуваме прстите и се срамиме, туку дајте да ги засукаме ракавите и да почнеме да работиме кон тоа. Но грешката не е на еден. Грешката е повеќе децениска. Апсолутно. Ама затоа некој мора да почне. Ајде да видиме како младите сакаат да ги обноват оние одбележња на Скопје кои што се практично веројатно дупло постари од нив, ама да им го вратат вистинскиот сјај. На надпреварот кој што го организиравте пристигна 12 пријави од 24 млади архитекти, а секој од нив представи планови за обнова на различни локации во градот. И првата награда ја доби Лотос за неа на Антонио Груевски за фонтаната Лотос во градскиот парк Скопје. Исто така едно важно одбележје на градот, објект што во едно време пред 20-30 години, исто како и пошта го имаше на сите разгледници, поздрав од Скопје и така натаму. Втората награда ја добија Даниела Василева, Сара Велеска и Сара Трајкова за реимагинирање на боените бранови, за кеот Димитар Влахов покрај реката Вардар, на кој што исто така му треба реновирање, а третата награда им припадна на Натали Велеска, Ален Цветковски и Дона Митровска за нивниот проект Спајнх, наменет за ревитализација на улицата Пластичарска. Точно. Една од најфреквентните улици во Скопје. Апсолутно, да. Јадра на Скопје би рекла. Нели? Сега, тука ќе замолам од режијата, доколку може да не ја пуштат изјавата на првонаградениот Антонио Груевски, да видиме што изјави тој вчера вечер кога ја земаше наградата за своето дело. За еден месец сме во Скопје 2024, а скоро сите политичари и дел од нашите колеги уште зборуваат за Скопје 2014. Мислам, светот се движи напред, Европа се движи напред. Значи, има предизвици со климатските промени, со енергетската независност и со секако загадувањето, на кое што мораме да се фокусираме и да се придружиме кон визиите на Европската Унија. Ете така се приближуваме кон визиите на Европската Унија со Скопје на новата генерација. Какво Скопје сакаат младите? Од досегашното искуство, од се оно што го имавте на конкурсот, од се оно што можевте да видите, од контактите со младите луѓе, младите архитекти, какво Скопје сакаат? Мислам дека тоа е Скопје каде што на младата генерација ќе се слушне гласот, каде што ќе се почитува иновативност, каде што ќе се даде ветер во грб на младалачката сила, би рекла, и некако така ослободено Скопје, би рекла. Овие денешни генерации имаат можности да патуваат многу почесто и повеќе низ светот. Европа им е на дланка, достапна им е, така што веројатно голем дел од нивните идеи ги црпат токму од европските метрополи. Веројатно нивната визија е и Скопје како една европска, средено како една европска метропола.
Апсолутно, апсолутно, и тоа рамо до рамо. Веќе не би било во трка со нив, туку сакам едноставно да бидеме рамо до рамо со тие европски метрополи, кои што можеби никогаш сме ги гледале како некоја си далечна визија, а мислам дека е време, како што и кажав на почетокот на разговорот, да засукаме ракави и да дојдеме таму. Оваа изложба ќе биде отворена уште 2 дена, значи денес, утре и задутре, меѓутоа отворена е од 12 до 15. 15 часот во објектот на пошта. Точно. Секој кој што е заинтересиран може да дојде да ја посети. Ќе искористам и приликава да им се заблагодариме уште еднаш на сите 24 учесници кои што се пријавија на конкурсот и секако на добитниците. Марија, јас мислам дека доволно кажавме за да ја заинтересираме нашата публика, да дојдат и да видат, ако ништо повеќе, како размислуваат младите за својот град, за Скопје, новата генерација. Какви се вашите планови, што е она следно што би го работеле, како Europe House? Знаете, ние, ајде да не речам секој роден ден, мислам дека е тоа уште почесто, се трудиме да и посветиме голямо внимание на културата, секако преку едно младелачко око, со голема енергичност, па мислам дека и токму така ќе продолжиме, ама не би сакала да откривам повеќе, така што, за да имаме повод повторно да се сретнеме. Ќе имаме секако и тоа на наше задоволство во секој случај. Јас ви благодарам што денес одвоивте време, што им го представивме проектот Скопје на новата генерација на гледачите. Ви посакувам успешна работа во се она што го работите како Europe House и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика многу скоро. Ви благодарам и вам.